Прво, почитувани членови на управниот одбор на Стопанска комора на Македонија, почитуван вице-премиер Битичи го гледам, и почитувани министри. Најпрво да ви изразам задоволство за поканата што ја добив од председателот на комората и која што веднаш ја прифатив. Тоа беше уште и пред изгласувањето на владата, бевме прилично сигурни дека ќе се изгласа владата, а уште посигурен бев дека сакам да дојдам на состанок во Стопанска комора, бидејќи на некој начин и јас потекнувам од оваа Стопанска комора и затоа не мора да се запознаваме со сите лично, туку можеме само да се поздравиме и да продолжиме со соработката која што ја имавме и во минатиот период. Председателот спомна дека во изминатиот период имавме навистина интензивна соработка, особено во изминатите 1,5 година, и тоа особено вице-премиерот Битичи, министерот Бектеши, Бесими и јас. Обично потешките задачи ми ги даваа на мене, бидејќи бев во хиерархија пониско, полесните задачи одеа за повисоките министри. Меѓутоа и тие успевавме во разговорите овде во комората да ги решиме заедно со сите представници на компаниите, и тоа одевме индустрија по индустрија кога ги правевме мерките. И сите мерки кои што се направија антикризни во економскиот дел, навистина дадоа добри резултати, и тоа не според тоа што го кажува владата, туку според тоа што го кажуваат меѓународните финансиски институции, особено Меѓународниот монетарен фонд, кој што потврди дека над 60.000 работни места се заштитени во државата, кои што инаку без тие мерки би биле изгубени. Исто така и ликвидноста на компаниите беше задржана, и тоа на голем број компании, особено преку кредитите кои што ги овозможивме преку Развојната банка на државата. Исто така се потрудивме и успеавме да го одржиме повратот на ДДВ во најкризната година на исклучително високо ниво, практично на 100% ниво. И јас се сеќавам кога дел од членовите баш на оваа комора ми се јавуваа на 1 јануари, вика, конечно можеме да отидеме во најкризна година да прославиме, затоа зашто и ДДВ-то стигна пред крајот на годината повратот. И тоа се навистина заеднички успеси, не само на владата, таа го тоа реализираше, меѓутоа и на Стопанската комора, и не би ги заборавил тука и другите стопански комори кои што учествуваат, иако сум во Стопанска комора на Македонија, меѓутоа сепак најголемата комора која што има и најголемо влијание во бизнис заедницата е Стопанска комора на Македонија. Целта на денешната посета е практично продолжување на соработката, и затоа и состанокот веднаш го правиме во првата недела од изгласувањето на новата влада. И сакам да го уверам дека ваков тип на средби ќе продолжат, без разлика дали тие ќе се случуваат тука или ќе се случуваат во кабинетот на владата. Ние остануваме поддржувачка како влада на приватниот сектор. Тоа е курс кој што го имаше оваа влада уште од незиното формирање, кога Социјалдемократскиот сојуз ја презеде владата и незиното раководење. И сакам да потенцирам дека се ова се прави во насока на задржување во кондиција во услови на криза, како што објасни и професор Андјушев, која што и јас ја нарекувам финансиска криза, бидејќи електрична енергија можете да купите, меѓутоа таа има многу висока цена. Таа финансиско-енергетска криза во рамки на владата има уште еден аспект, а тоа е криза која што ја прогласивме и во снабдување со топлинска енергија, што ни дава дополнителни обврски за нејзино решавање. Меѓутоа и тоа е решено со оглед на тоа што доколку тоа не го решевме, можеше да се случи и пад на електричната мрежа во градот Скопје, бидејќи имаме 60.000 домаќинства кои што ќе останеа без топлинска енергија, кои што ќе преминеа на електрична. Имаше сугестии дека тоа нема да го издржи системот, и сигурно дека и бизнисите ќе беа погодени, бидејќи голем дел се наоѓаат на територијата на Скопје. Јас би сакал накратко да ве запознавам со плановите на владата и со практично обкружувањето во кое што работиме, и за некои чекори кои што беа преземени од првиот ден на влегувањето во кабинет на оваа влада. И практично ние имавме 2 седници на самиот почеток, на првиот ден имавме седница на кризен штаб, имавме секој ден уште по една седница. Меѓутоа тоа и беше очекувано, и на самото експозе кажав дека не бараме 100 дена грејс период, не ни го ни треба, бидејќи сите сме искусни во владата и нема потреба за запознавање со работите, туку треба да се работи на решавање на проблемите. Основата на програмата, на владината програма е планот за забрзан економски развој. Тој план за забрзан економски развој се темели на
забрзување на економскиот развој, односно на стапките на бруто домашен производ од просечните до сега 2 до 2,5% на стапки на развој над 5%. Во подготовката на тој план учествуваше, нормално носечка беше Министерството за финансии, меѓутоа во него учествуваа како советниците на премиерот, така и представници на деловната заедница и меѓународните финансиски институции. Клучно во нив е забрзувањето на домашните, јавни и приватни инвестиции и привлекување на странски стратешки инвестиции, особено во делот на енергетиката и во делот на инфраструктурата. Во делот на енергетиката, така како што е наведено во програмата на владата и така како што сме се договориле со нашите стратешки партнери од Европската Унија и од другите западни држави, е трансформација на енергетскиот сектор од овој кој што го имаме денес и за кој што зборуваше професор Анѓушев, во енергетски сектор кој што се базира на обновливи извори на енергија. И веќе сите сте сведоци на подпишаните договори во однос на стратешки инвестиции во Источна Македонија, во ветерни и во соларни централи, во трансформација на рудниците на Осломеј, на старите рудници во соларни паркови практично, а исто така и инвестициите во инфраструктурата кои што се значени за деловниот сектор, бидејќи дел наши фирми нормално ќе учествуваат во тие инфраструктурни проекти. Ние веќе го имаме одобрено проектот за Коридор 8 во Собранието. Во тек е избор на консултант кој што треба да работи на случување на договор и веднаш штом ќе се случи договор, парите се обезбедени во буџетот, значи првата транша на финансиски средства веќе министерот Бесими и неговите колеги ги имаат резервирано и веднаш ќе се започне со проектирање и подоцна со изградба на Коридор 8 во кој што е вклучен и Коридор 10D, тоа е патот Прилеп Битола, што навистина е потребен пат за една таква делница. Исто така и патот до Косово, значи Скопје-Блаце, одобрена е втората фаза и Коридорот 8 на страната на Бугарија веќе е избран нов изведувач, бидејќи имаше изведувач кој што не можеше да ја работи работата на новиот експресен пат, така како што се очекувањата. Има избрано нов меѓународен изведувач на работите и согласно со плановите сметам дека до крајот на мандатот на оваа влада 2024 година ќе имаме нов експресен пат од границата со Република Бугарија до практично до спојката со Куманово. Тоа е пат кој што не го гледате практично оние што не биле, значи не е само реконструкција на постојниот пат до Деве Бајер, туку се работи за комплетно нов експресен пат. Во Источна Македонија експресните патишта кои што останаа веќе се завршени, особено патот Радовиш, и тоа ќе имаме и пуштање во многу скоро време заедно со министерот за транспорт и врски. Се работи исто така и на железницата, на Коридорот 8, дел од Бугарија и дел од Кичево-Лин, и веќе имавме состаноци со министерот за транспорт на Бугарија при посетата на премиерот Петков и тоа ќе ви информирам подетално каков е планот. Така да и институционално планираме ова да го промениме во однос на реализацијата на инвестициите, бидејќи практично од степенот на реализација на инвестициите ќе зависи и растот на бруто домашниот производ. Планираме да воведеме нови организацијски единици во рамки на владата и тоа во рамки на практично под самиот председател на владата, проекти единици за забрзување на инвестициите, за мониторинг и за нивно подобро следење и зголемување на брзината на реализација, што мислам дека е потребно со оглед на тоа дека и вие адресирате често пати ефикасноста на јавната администрација, а од таа ефикасност секако дека зависи како реализацијата на оперативните трошоци, на процедурите, така и на капиталните инвестиции. Во областта на здравството исто така се предвидени инвестиции исклучиво во здравствениот сектор, значи ние немаме никакви инвестиции како што имаше порано во некакви си ајде да кажеме вредносно символични инвестиции. Сите инвестиции се насочени во градење на инфраструктура, тоа се однесува и на здравствена инфраструктура и на образовна инфраструктура. Не сме се откажале од клиничкиот центар во Ѓорче Петров. Јас уште еднаш ќе ја повикам опозицијата при состанокот кој што ќе го имаме со нив, веројатно после една недела,
за да заеднички се донесе тој закон, бидејќи на вистина не само што ќе значи за здравствениот систем, тој ќе значи и за градежниот сектор во државата голем импулс со оглед на тоа дека се работи за инвестиција од половина милијарди евра. Во однос на енергетската криза, точно е, ние се обидовме и успеавме да го заштитиме животниот стандард на граѓаните и да спречиме ценовен шок. Тоа се направи преку одржување на ликвидноста на енергетскиот сектор и преку вклучување во производство на сите капацитети со кои што располага ЕСМ, Електростопанство на Македонија. Тоа е значајно затоа зашто ги намалува потребите од увозна електрична енергија за Евана Хоум. Меѓутоа, од друга страна, исто така и преку Развојната банка се уште обезбедуваме ликвидни средства за бизнисите во однос на финансирањето на зголемените трошоци за електрична енергија. Она што планираме да го направиме, и тоа веќе стои во програмата на владата, голем дел на компании и на приватни домови се соочуваат со проблем за лесно инсталирање и пуштање во употреба на соларни централи на нивните кровови. Веќе има работна група во рамки на Министерството за транспорт и врски која што работи на изработка на лекс специјалис, значи на посебен закон, во кој што ќе биде опфатено и регулирана комплетно изградбата и пуштање во употреба на овие централи, да не се оди со менување на повеќе законски решенија и заради избегнување на компликуваните процедури кои што во овој момент постојат, а дел од членовите што ги гледам и тука знаат за какви комплицирани процедури се работи. На таков начин прво ќе можеме сами да произведуваме електрична енергија за себе, која што практично ќе биде со многу побрз рок на враќање на инвестицијата со оглед на зголемените цени на електрична енергија на слободниот пазар и исто така ќе се интервенира и во правилникот за размена на електрична енергија, а министерот Бесими ќе интервенира и во законот за ДДВ, за да може оние кои што се приватни производители, а не се ДДВ обврзници, да се воведе институтот даночен застапник, за да може оној кој што ја откупува енергијата, значи дистрибутерот, да ја издаде фактурата за тој кој што не е даночен обврзник и со тоа да имаме еден комплетен систем, како што го има, например, во Австрија или во Германија, Швајцарија и во другите земји. Проблемот е јасен и има тим кој што работи и кој што има задача со рокови до кога треба да го заврши. Уште еден предизвик е и дигитализацијата. Јас сега доаѓам од состанок со представниците на дипломатскиот кор кои што имаат своји организации кои што ни помагаат како држава да работиме на процесот на дигитализација. Во рамки на јавната администрација веќе постои естонскиот проект кој што е во финална фаза и кој што треба да ги предложи моделите на реорганизација на јавната администрација. Меѓутоа дополнително тука и процесот на дигитализација. Свативме дека процесот на дигитализација се води на повеќе места во различни институции без соодветно високо ниво на координација и веројатно ќе следува и во рамките на еден од вице-премиерите да се додели координативна улога со цел да се забрза и да се координира процесот на дигитализација во институциите кои што во моментот се води. Покрај олеснувањето на условите за изградба на постројки за производство на електрична енергија од обновливи извори, подетално ќе ми информира подоцна и министерот Бесими. Веќе сме во преговори со Европската инвестициона банка за обезбедување на меки кредити, зелени кредити, кои што преку Развојната банка и во соработка со комерцијалните банки за исклучиво таква намена ќе бидат пласирани преку комерцијалните банки, а утрово имав и разговор со представникот на Обединетите нации кои што исто така заедно со Европската банка планираат воведување на такви кредити во кои што ќе бидат зелени и кои што во еден дел ќе има повратна средства како што ќе имаше преку други банкарски линии од меѓународни финансиски институции. И за крај би сакал да ве информирам и за евроинтеграцијскиот процес. Значи ние остануваме посветени на евроинтеграцијскиот процес, вие бевте сведоци на посетата на премиерот на Република Бугарија, господинот Петков. Таму решивме, односно се договоривме да формираме работни групи, кои што работни групи се во областа што исклучиво ги засегнува членовите и на овој управен одбор, меѓутоа и образовните институции, културните институции и воопшто и граѓаните.
позитивната успешноста на таа средба ја гледам низ призмата на тоа дека успеавме да го смениме тонот и начинот на комуникација кој што го имаше во изминатиот период. Ние веќе ги делегиравме нашите представници. Во вторник имаме заедничка владина седница во Софија, на која што практично ќе почнат да работат тие работни групи. Меѓутоа нема да работат само на ниво на министри и на представници на влада, туку ќе бидат веднаш после првите состаноци вклучени и представници на институции кои што се од областа за која што се работи. Што значи дека кога зборуваме за економија, трговија и иновации, значи дека и Стопанската комора и другите комори ќе бидат вклучени и веќе како што ми информира од Република Бугарија веќе и се договараат датуми за средби помеѓу двете стопански комори преку на бизнисмените помеѓу двете држави, што е многу значајно за кревање на позитивен тон на дискусија во однос на другите прашања кои што се повеќе историски. Веќе се работи на предлогот, веќе Министерството за надворешни работи комуницираат меѓу себе. Јас никогаш не сум се вржувал за датуми кога нешто ќе се случи. Сепак сметам дека треба да имаме брзо решение, меѓутоа да немаме избрзано решение. Решение кое што ќе биде во духот на европските вредности и кое што ќе го заштити достоинството и на граѓаните на Северна Македонија и на граѓаните на Република Бугарија. И само низ таков процес ќе можеме да имаме одржливо решение на кое што сите ќе бидеме горди и ќе ги отпочнеме преговорите со Европската унија, односно ќе добиеме прв датум за прва меѓувладина конференција. И на крајот Open Balkan. Open Balkan е иницијатива која што никако не е замена за пристап кон Европската унија, туку јас ја гледам и членовите на владата како комплементарен процес во кој што со соседните држави, во моментов со Албанија и со Србија, имаме процес на воведување на правила и олеснување на процедури во однос на обезбедување на 4 слободи на Европската унија, на која што практично и се базира Европската унија. Јас морам да изразам благодарност до Стопанската комора и до членовите кои што и беа со нас на самитот во Тирана. Таков самит ќе имаме повторно во Скопје, кој што треба да се случи на средината на февруари. Бевте сведоци дека веќе потпишавме спогодби во однос на олеснување на нетарифните бариери за трговија помеѓу трите земји, како и за олеснување на работните дозволи во однос на слободно движење на работници, кое што ќе биде потребно во текот на идниот период со оглед на зголемениот број на странски инвестиции во сите држави и потребата од квалификувана работна сила. Би сакал да ви се заблагодарам уште еднаш за поканата. Сега можеме да размениме мислења во однос на повеќе детали за тоа како изгледа буџетот за годината, во однос на тоа како изгледа планот за забрзан економски раст. Тука е министерот Бесими, министерот Бетичи во однос на се она што се прави за министерот Бектеши во однос на се она што се прави на полето на енергетиката и сите мерки кои што ги преземаме. Сакам да изразам благодарност на министерката за труд и социјална политика Тренчевска и на председателот на комората и на управниот одбор, бидејќи мислам дека надминавме еден предизвик во однос на постоечкиот закон за недела, неработен ден и дека прво ќе седнеме на маса, ќе ги видиме кои се предизвиците и она што можеби треба да се унапреди во тој концепт и дека нема да имаме иницијативи пред други институции, бидејќи мислам дека ваков начин на соработка помеѓу луѓе кои што се знаат меѓу себе и кои што делат исти вредности треба да се одвива тука, а не да се одвива пред други национални институции. Се слагаме мизо така. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за трпението да ме изслушате. Се надевам дека одговорив на дел од прашањата.